што е шаховски работник, би рекол par excellence, затоа што покрај долгата шаховска кариера од 20 години, исто така беше позната шаховски новинар, шаховски функционер и шаховски организатор. Значи нема поле од шахот каде што, освен би рекол можеби проблемски шах, каде што Ванчо Георгиевски не бил присутен. Ванчо, добре дојде. Благодарам. Најпрво би сакал да се заблагодарам на поканата што ми овозможите да гостувам во вашата емисија. Со големо задоволство. Со големо задоволство и знам дека оваа емисија е многу гледана од самите шахисти и од сите симпатизери на шахот. А верувам дека такви се уште ги има доста во Македонија. Да. И со големо задоволство би Ванчо, имаме многу теми за разговор, меѓутоа мораме некој ред да направиме и денешната емисија ни е лимитирана на половина час. Затоа веднаш да започнеме, да почнеме еве прво како значи шахист. Ванчо Георгиевски со долга шаховска кариера, значи која што почна уште од пионерските денови, така, па се некаде до средината на 80-тите години, ако не се лажам. Значи тоа е можеби 20 можда и. Но кажи си ти, какви беа твоите почетоци, па да стигнеме до шампион на Македонија? Да. Вака, јас со шахот почнав може со ти, нели, да. Може се разбира. Се познаваме ние пошто. Ние сме долги давнешни пријатели, јас. Така да не би сакал. Јас ќе кажам и како прв пат каде сме се виделе. Ајде. Јас со шахот почнав негде 60-те година, 60-та година, значи на 12-13 години возраст. Иако пред тоа ја го знаев шахот да го играм, така, нели, од време на време играв, но првите, така да кажам, надпреварувачки партии ми почна негде на 12-13 години и тоа на пионерски првенства кои се организира пред земјотресот, беше познат тој шаховски дом кај сегашен таму во центар. И да ви кажам, од тогаш па до ден денешен, јас не се одвојувам од шахот. Шахот ми е, како да кажам, во крвта, шахот ми е во моите вени, така да без шахот, да ви кажам... А крвта не е вода? Да. Така да шахот секогаш и шахот би бил мојот живот. И веќе, ти рече 20 години, ја можам да кажам дека значи од 60-та до ден денес, шахот е мојот живот, мојата радост, моето задоволство, моето... Добро, значи јас се сеќавам негде средината на 70-тите години. Ние во пионерски дом Карпош имаше многу традиција, игравме меѓу основните училишта. И тогаш слушам јас некој глас, глабо глас, така. И гледам не е никој од професорите. И го прашувам Жарко Димчевски, господин Жарко Димчевски, кој што беше организатор таму и судија. Гледам кој е човекот кој што дојде да не погледа, гледам со внимание, гледа на таблите. Вели тој е шампионот на Македонија, актуелен Ванчо Георгиевски. А јас само сум слушнал, меѓутоа не знаев како изгледа човекот и ме фасцинираше тоа што шампионот на Македонија дошол да ги гледа децата, кои што се били сами почетници како играат шах. Тоа беше нашата прва средба, после тоа станавме да се така да ја и пионерскиот дом мене ми беше, како да кажам, прибежиште. И уште пред да почнам активно да играм, значи на 10-11 години ја идев во пионерскиот дом, тамо дечиња, баш ова што го спомна професорот или наставник, така го викавме. Ние таму почнувавме се, за жал. Да, таму имаше и таа шаховска секција, така да се играше меѓу школи. Така да и после кога веќе станав јас, така да кажам, нешто во шахот во Македонија, многу со задоволство се одрживав на поканите на Жарко да одам во пионерскиот на младите шахисти, да те видат, да им покажеш нешто, да прокоментираш нешто. Да прокоментирам нешто, да ги научам нешто во врска со шахот и така. Инаку, значи, некаде крајот на 60-тите години веќе си во групата на најсилните македонски шахисти и тоа трае сигурно до средината на 80-тите. Ја веќе 65-та, значи на 18 години, ја веќе почнав да бидам и редовен учесник на сите шампионати на Македонија, значи редовно. Колку си играл шампионати на Македонија? Па ја мислам едно 20 сум играл шампионата на Македонија. И тоа, не знам,
ti si pomlad od mene, da li se sećaš дека и порано се играше така да кажам полуфиналиња, па прво квалификации, па полуфиналиња, па финалиња, така да и секогаш, баре повеќето, можда не секогаш, али у голем број на случаи секогаш сум бил при врвот, дали втор, трет, четврт. И секогаш имаше тоа, например, првите 4, првите 6 имаат право директно да учествуваат на следниот шампионат. Ја скоро редовно секогаш. Ти не играше полуфинали, Да, немаше потреба, јас значи секогаш се пласираше. бил, да. Јасно дека беше во врвот, а круна на тоа беше 74 година кога стана шампион на Македонија и тоа со впечатлив резултат, со одличен резултат, 12,5 од 15, мислам, фантастичен. Да, тоа, мислам, тоа беше Тоа се 10 Тешево, плюса. 74 година. И тоа во многу добра конкуренција. Во конкуренција многу добра, многу јака. Јас направив 12,5 од 15, што е стварно висок процент на освоени поени. 2 поени пред Софовски, па понатаму пред Кизов, пред Јанчев, пред целата шаховска елита од тоа време. Да, во тоа време целата шаховска елита. Така да и со тоа, мислам, и не само тоа, јас и после, нели, почнав да со тоа да учествувам на полуфинали на Југославија и така да веќе Ти отвори некои врати, се разбира некои тоа. врати, да. Да. Меѓутоа, паралелно со твојата шаховска кариера, од тие години, кога ти играше на тие шампионати на Македонија, ние, младите шахисти, имавме една привилегија, значи, да читаме во Нова Македонија точно како одело претходното коло, воопшто целиот шампионат. Со толку добар опис на партиите, значи, практично ние се знаевме што се случува таму. И најважните партии беа објавувани. Да речем, тогаш имаше доволно место, медиумско место во тие печатени медиуми, каде што ти многу имаше доволно простор и многу убаво можеше да се искажеш за секоја од партиите. Дали ги помниш тие денови? Да, и како не, тоа веќе новинарска вика, екипа, како како што- си го доживувал со оглед на како- тоа дека и си играл? Да, Емс? јас и бев и активни играч, значи директен учесник на надпреварата, али у исто време бев и коментатор шаховски на повеќе на некои медиуми, така да за разлика од денес, што ми е жал на вистина и медиумите печатени и електронски многу многу помалку даваат за шахот, тогаш имаше доволно простор, така да јас можев и соработник бев и на Нова Македонија, и на Вечер, и на Белградски спорт. Така да, и у исто време како што играв и коментирав. И тоа коментирав, мислам, скоро имав можност, мислам, толку се даваше простор да ја коментирав скоро секоја партија Од шампионатот. Од Мислам, шампионатот, прекрасно, така како да си правил и билтен цел, Да, со се да. она што се случи, Ствари- мислам, беше многу убаво направено. Да. Ние со нетрпение чекавме да дойде утрешниот ден да купиме весник. Така да, и имам и тоа, така да кажам, новинарско или Богато, шаховско да. искуство, новинарско. И баш, мислам, се сеќам, нели, на тие работи, као, Со задоволство. Јас претпоставам дека гледачите има можност да видат и тој број каде што Ванче Георгиевски е шампион на Македонија, каде што пишува тоа во Нова Македонија. Од друга страна, значи, си одеше кариерата, одеше, да речем, новинарските извештаи и така натаму, меѓутоа, некаде 80-тите години, почетокот или крајот на 76-та година. Точно кога бев првак. Не, за турнирот на солидарност ќе разбераме посебно, него сакам да кажам сега Алкалуит. Баш Значи, 70-та се оформи, на тоа мислев. 76-та ли почна? Да, на 76-та и се оформи Алкалуит. Као А клуб. 76-та се Да, Да, а ти беше движешка А спиритус мове, движешка сила таму. веќе бев, Значи нели, во основањето и бев повикан од Алкалуит, Така. нели, таму, а после по известно време и тамо и се запуснив. Така да се ја вработи веќе таму. работниот стаж трел ми поминува Алкалуит. Алкалуит беше 76-та оваа година оформен. И скоро до 95-та, значи 20 години, јас во Алкалуит бев и секретар, и организатор, и така да... И практично ти го постави Алкалуит со сите нишани на некој начин. Затоа што Алкалуит и до ден денеска е среден клуб, значи шахистите што има? Шахистите на Алкалуит особено. Значи има стипендии, има турнири.
Значи И една тоа редовно генерација. турнири, мислам. Турнирите во Дојран Тоа и бар- настап на сите турнири кај што сакаат Да, да играат. Значи прекрасни услови. Мислам, Мислам, уште цела една тогаш, генерација доби многу со тоа што благодарение на тогашниот генерален директор, сега покоен Мукаетов, Трајче Мукаетов, кој беше голем љубеник во шахот, не само во шахот, туку во спортот уопште. И секогаш, ако беше као фирма, секогаш главен, така да кажам, спонзор или донатор на сите тие манифестации шаховски, па и спортски други. Така да, благодарение на таа подршка од Алкалит, шаковскиот клуб Алкалит стана еден од така да кажам, комплетирани шаковски клубови, кај што навистина шахистите што беа кај нас има големи, како да кажам, можности за развивање на нивниот талент или титули и така натаму. воопшто во развој, затоа што тогаш и секогаш Алкалит имали млади шахисти, а тогаш особено една генерација, односно неколку генерации, но сите млади токму навреме добија шанси да се Па развиваат. видите, јас вистински. кога се формира ова што го рече дека младите, баш на тоа ние алудиравме, да поише младите да ги форсираме. Така да, кога се формираше 76 година и кога веќе станавме ние 81 година 81 година прваци на Република Македонија, значи јас со своите 33 години бев најстар во клубот. Замислите, со 33 години јас бев најстар во клубот. Така да таму имаше многу млади играчи кои подоцна и ден денес се елита на македонскиот шах. Така. Почнаа турнирите Дојран. Колку турнири во Дојран направивте? Па Интермајсторски, велемајсторски? имаше од 90 година до 95-96 редовно имаше меѓународни турнири, кај што беше спонзор нели Алкалит, као организатор сам јас бев тој што бев мислам највише ангажиран во тие организации. Имаше и меѓународни турнири и машки, имаше и женски турнири кај што можеа да се освојуваат балови за меѓународни титули и кај што многу наши шахисти македонски добија шанса да се здобијат со меѓународни титули. И кои денес се веќе добро познати во шаховскиот живот во Македонија, која И подалеку. да, и подалеку нормално. Затоа што денеска имаме веќе и титули, шахисти Да, со и титули титули, и да. сме федерација со И како со што успеси, треба, и со со успеси све и така натаму. меѓународни. Не случајно после дојдоа успесите и на високите, на големите шаховски надпреварувања Да. како кога бевме независна Македонија, кога почнавме, значи почнавме на олимпијади да освојуваме добри места, Да, нели, и добри на места, и европски медали, првенства нели. и така натаму со поединечни медали. И така што, значи, Ванче Георгиевски е во голем степен заслужен за развојот на младите шахисти кои што добиле шанса во вистински момент би за својот сакал развој. више Иако дека денеска не малку само да. Алкалит, него јас и пред тоа играв и за други година, веќе 65-та година. А да, пред да се формира Алкалит, па да, пред Алкалит. Во Јас студент играв беше стално на- исто, јас играв и за Кочорацин. И Кочорацин исто и тамо, нели, првачи бевме на Македонија. Пак исто у почеток со млади играчи, а потоа, нели, До за текот на Кочорацин време. јас не знам. Меѓутоа знам 70-те години Да, за Кочорацин студент. студент, да. За студент. Кочорацин студент, значи преходни пред Алкалит јас бев во студент и во Кочорацин. Епа, се толку години си во шахот, например, ти ги познаваш, си играл со шахисти за кои што јас само сум слушнал. Например, си може да го видиш биде веројатно да разговараш, па Панов, Панов, и па некои други. Софијски, Да, па- Софијски ричевски добро, да. мислам покојник Крстев, Така. еве тие постарите да ги кажам, Стојан Сотировски, Загоре, па еве можда не е толку стари, али Панче Захариев и така натаму. Така, една цела генерација, па после Тој. се бореше и со младите и до ден денеска, еве сега си во екипата на На сега Пријавен те читам на нашиот сајт. Ете, сега ден денес, иако веќе сум нели малце повозрасен, сепак реков сам. те бараат и Еве те сега, сега у екипата на сум нова на БМ, на БМ, на БМ. Добро. па ќе видиме сега. Па сигурно, сигурно. Како ќе биде. Сигурно дека твоите услуги ќе бидат добре дојдени, не случајно да викаат таму.
да во интерес на времето, значи сега како тема една да ја земеме турнирите на солидарноста. Значи турнирите на солидарноста во Скопје кои што се организираа благодарение поземјотресот, нели? Да, поземјотресот. Значи една многу убава традиција каде што Ванче Георгиевски беше присутен. Значи каде што имаше можност да се сретнеш Јас кого се и како се. Од кога почнаа турнирите на солидарноста, јас и као млад реков, и уште као 18 годишен, на некој начин бев во тие организации на сите тие меѓународни турнири кои беа многу ценети во светот. Се рачуна као еден вид најпрестижни турнири. И просто, како да кажам, се трка кој град странски да дојде во Скопје да игра на тој турнир. Сам не е ова, да ви кажам дека на тие турнири играл еден Боби Фишер, легенда. Тигран Петросјан, Карпов, Смислов, Гелер, мислам, ред. Еминентни Спаски, Борис Спаски, па Корсној, па, мислам, Решевски, па, мислам, еден ред со години познати шаковски имиња во светот. Добро, онаа историска партија што Борче Илиевски ја ремизираше со Фишер, јас сум видел во македонски шах, таму ти си како демонстраторче. Да, тоа беше во Крушево, кога таа историска, така да кажам, партија, кога нашиот мој пријател личен Борче Илиевски ремизира со Боби Фишер. Тоа беше одекнека сензација. А јас бев демонстратор на Колку години имаш? Јас имав 16 години. 18 уствари, пардон. 18. И сега да стигнеме до последниот турнир, за жал последниот турнир на солидарноста 1976 година, значи каде што играше, да речеме, Анатолиј Карпов како актуелен светски шампион. Туку што стана светски шампион, кој што своите партии ги завршуваше за околу 40 на минути и кој што направи како ти оној пат што си бил шампион на Македонија, 12 и пол од 15 направи на скопскиот турнир. Значи учествува четворица македонски шахисти, Софревски, Ничевски, Ванче Георгиевски и Лазо Јанчев. Значи директно со најсилните, со Вагањан, со Решевски, со Тиман, со Улман. Па да ви кажам, сакам да сепак турнирот како беше јак. Да. Таа година кога беше 76-та година, турнирот со солидарноста се уште не се рейтингуваше како сега, како што се рейтингуваат на играчите, тогаш титули. А идната година се рейтингува. И према рейтингот, ако се рачунаше рейтингот, како што идната година се рачунаше, тој турнир ќе беше во 15-та категорија, у тој момент највисок во рангот. Категорија... Значи највисока можна јачина на турнир. Така да тој турнир беше у тој момент, таа година најсилен одржан шаковски турнир во светот. Во светот. Какви се твоите впечатоци? Одвој некои Па да ви кажам, секвенци ја така. нормално тоа беше за мене едно невидено доживување, едно невидено задоволство, макар да тоа за мене беше едно, како да кажам, Страшен предизвик. страшен предизвик и страшен притисок. Да. А ја поготово кога требаше да играм со Карпов, па ја ноќта не можев да заспиам, немаше од возбудување, спроти мене треба да еден еден актуелен светски пара кој, нели. И како беше се седна спроти него? Па да ви Што кажам, чувствуваше? тоа Имаше некој флуид? Уште со самото седување, нели сепак ногите како да ми се тресеа вака и играјки, да ви кажам, и мислам не е битно, нормално он светски првак, тој момент со самата трема, али интересантно тоа, мислам, а тоа понатаму ќе се покаже као негова некои елементи која тие работи со Корчна, тие несогласници. Јас мислам вака обично и ќе подигнам погледот, гледам Карпов ме фиксира. Тоа некако кај мене непријатно чувство. Така мислам, гледам он ме фиксира. И после кога би текна, после кога беа тие мечеви, беше у тоа време тоа актуелно таа парапсихологија, тоа нели Корчној, ова Фишер, кога Фишер бараше првите 4 реда да бидат празни, затоа што се плашеше дека русите носеа парапсихолози, кој ќе му, нели, на некој начин. ете тоа. Да. Добро, интересно. Меѓутоа, таму македонските шахисти сепак има своји значајни остварувања. Да речеме, Ничевски го победи Матановиќ и Вагањан. Имаше и задрена, имаше голема шанса
Лазо да го Јанчев, победи да, и Карпов. тоа Имаше беше многу подобро. многу близу до победа беше. Тоа да ви кажам толку, а у Дом на младите се играше, Да. Дом 25 Тогаш мај. 25 мај сега Младински културен центар. Да. Па, секој ден салата беше полна. Преполно, знам, јас бев редовно во публиката. И у тој момент, кога ја игра тие партијата, сите овие 16 мислам, што беа играчите, сите беа околу масата кај што играа Ничевски и Карпов, очекувајќи голема сензација. Голема сензација не се случи, но сепак велам сите имаа по некоја многу убава победа. Лазо Јанчев го совлада Решевски, Да. Софревски доби многу убава партија со Велимировиќ. А ти, Ванчо? Јас имав тоа задоволство, таа треќа да кажам, да го победам Вагањан, тогаш шахист од Русија меѓу првите 10 у светот. Многу ми е мило таа партија, сега ќе ја видиме. Само уште ти поставам прашање дека да дојдам до демонстрацијната табла, толку активности, шаховски како новинар, како шахист, како организатор, како се. Како твоето семејство тоа го Па имаше ли поддршка или како ви кажам, можеше да постигнеш? Тоа шахистите кои играат шах знаат дека за да играш шах активно, значи кој е нели за да бара посебни одрекувања, нели од пуно задоволство од приватен живот и така, а особено тие што се семејни луѓе, нели бараат голема разбирање од семејството. Јас морам да кажам и еве јавно да се заборавам на моето семејство каде навистина имав јас голема поддршка од потесната фамилија, од сопругата, од керките и така натаму. Така, многу ми е мило. Значи, почитувани, ќе ја видиме партијата помеѓу Рафаел Вагањан, значи шахист, млад, во тоа време еден од 10 најдобри во светот, ерменскиот велемајстор, тогаш под знамето на Советскиот сојуз, и нашиот Ванчо Георгиевски. Значи, партија играна во пролет 1976 година на последниот турнир на Солидарност. Вагањан со белите фигури C4, Георгиевски се брани со словенска одбрана, многу солидно отварање, инаку за Ванчо Георгиевски е карактеристично тоа што секогаш играл тешки стратегиски системи, каде што теоријата не му била силна страна, меѓутоа, значи многу упорна одбрана и фазите кои што Ване ти ги сакаше беа средишница и завршница. Тука беше многу силен, многу цврст, би рекол непробиен, многу долги години и затоа и во врвот на македонскиот шах. Мисол и као дефанзивен играч, но ако добијам шанса за контра, онда и од контранапад многу опасен. Да. Од контранапад не испушташе никога. Значи D4, D5, E3, E6, меранска одбрана, ловец D3, коњ од Б на D7, коњ од Б на D2. Сега, кога коњот не е на C3, каде што има посебен притисок на D5, црните обично реагираат со C5. Меѓутоа и Ванчо, како што игра, исто така еден многу добар рецепт и до ден денешен признак. Ќе видиме таа позиција која што ќе настане за некој потек, која што е прва критична, мала рокада, ловец B7, топ E1, ловец E7. И сега белиот се наместил за E4 и игра E4. Следи D зема на E4, коњ зема на E4, мала рокада. И сега во оваа позиција чинам дека Вагањан прави мини непрецизност, после што црниот ќе има сосема добра позиција. Значи, за да се бори, можеби требаше да најде некој подобар потек отколку потекот што е игран, тоа е дама E2. И Ванчо реагира класично. И ден денес се смета дека така црниот треба да ги постави своите фигури и да ја ослободи својата позиција. Гледате, со C5 се отвори дијагоналата на белополниот ловец, значи успешно е решено тоа и со C5 практично има притисок во центарот и веќе нема никакви проблеми. Меѓутоа, по C5, се гледате, значи DC5, коњ C5, многу си ја леснува позицијата, затоа што коњот ќе се закани со позициона закана коњ D3, значи коњ C5, ловец C5, двата ловци одлично стојат, црниот би имал минимална предност. И Вагањан се обидува, би рекол повеќе да направи психолошки напад со агресивниот потек коњ од на G5. Но тоа кај Ванчо Георгиевски не поминува, кај еден од најдобрите одбранбени шахисти кои што Македонија некогаш го имала. Значи CD4, правилна реакција да се ослободи поле C5 за коњот.
Тоа е многу важно, патем и Е5 се заканува да си земе пешак. И сега веќе Вагањан тука решава, би рекол, да се коцка на некој начин, затоа што сваќа дека ако земе коњ на D4, тогаш ќе следи коњ на C5. Гледате, таа позициона закана, значи сега виси и коњот на D4, но виси и ловецот на D3. И сега веќе како да игра белиот, ако го брани коњот, тогаш коњ D3, дама D3 и одма црниот е со малку подобра позиција заради својата ловечка двојка. И особено силниот белополен ловец од B7 кој што нема опонент, кој што го нема од спортивната страна. Значи затоа на CD4 сега Вагањан решава да удри на E6, коњ E6. Не знам што точно мислел румунскиот велемајстор во тој миг. Значи можеби мислел дека Ванчо ќе земе, F зема на E6, каде што по дама E6, гледате сега е шах. Сега ако топ F7, тогаш коњ G5, па на дама E8 зема на F7 и на E7 и се разбира белиот ќе добие. Меѓутоа на крал H8, што е правилно, дама E7, црниот би играл дама C7 и би имал компензација за пешак. Се заканува топот да на E8, дамата ќе ја отфрли на A3, коњот ќе дое на C5 со темпо и така натаму. Црниот ќе има сосема, би рекол, и нешто повеќе од компензација за пешакот помалку. Но, воопшто, ова варијанта не е изнудена за црниот, затоа што тој има многу силен меѓупотек со кој што практично ќе ја добие партијата. Да видиме каква е тоа. Значи, по коњ E6, што вака само на прв поглед изгледа страшно, значи црниот реагира правилно со овој меѓупотек. Значи го стигнува од таблата силниот коњ, потенцијално силниот коњ од D3 кој што сака да скокне на G5. Сега ако земе со G, тогаш F6 и на дама E6, сега топ F7, сега веќе немаме коњ G5. Затоа белиот зема на F3, но сега црниот во овој миг го зема ловецот, коњот на E6 и останува со фигура повеќе. Сега, дури ни топ E6, само на црниот ќе му даде темпо за коњ C5 со напад на топот и кога топот ќе се повлече, например топ E2, тогаш коњот од F на E4. Значи на топ E6, само покажеме тоа, следи коњ C5, го напаѓа топот, топот се враќа, да речеме на E2 за да брани на F2 и коњот од F на E4. Гледате, црните фигури, не само што има црниот фигура повеќе, туку се и многу активни. Понатаму, коњ D3, па другиот коњ на C5, па D3, така натаму. Значи, тоа би било... Затоа во таа позиција Вагањан се обидува со ловец на C2, но сега E5. Сега следи реализација. Ловец F5, ке видите, Ванчо е многу прецизен и гледав, ја анализирав позицијата ване на рипка, значи ги добро, рече се сите твои потези. Рече се сите твои потези, значи реализацијата е изворедна. После ловец F5, повторно најдобро решение, ловец B4 добива темпо и по топ D1 сега ослободува место за дамата. Дама E7, ловец G5, се обидува со некои врзувања, меѓутоа тие ништо не носат, затоа што сите фигури на црниот се поврзани. Топот да на E8, дама H3 со напад на H7, затоа што коњот на F6 е врзан, но G6. Ловец C2, сега имаме едно одврзување со дама E6, дама H4, сега ловецот на B4 си ја заврши работата, гледате во меѓувреме црниот како си ги престрои сите фигури, сега му се сите на куп како што треба, шаховски, дама H4, ловец C7, ловец A4. Повторно као некое врзување, меѓутоа тоа е се психолошки. Сега следи коњ G4, црниот тргна напред и тоа е веќе завршен напаѓа на, би рекол, завршен контранапад. Топ D2, да брани на F2, ловец зема на G5. Се разбира дека секоја замена конвенирана по силната страна, што има повеќе материјал, во случајот тоа е Ванчо Гергиевски, дама G5, сега топ E7, се одврзува и се сака да ги удвои тешките фигури на F линијата. Топ E7, топ E1. До овде, значи до оној момент кога имаш фигура повеќе, рипка кажува дека сите ти се најдобри потези. Сега во овој момент играш супер солиден потек коњ од G на F6, таа вели можеш и H6, па крал G7, значи да не се враќаш ништо назад. Да.
Значи само тука вели дека можеш малку побрзо, но тоа ништо не менува во резултатот на партијата. Значи Ванче во оваа ситуација игра Не, По- со оглед од на, Г на на F6. противникот сепак да, игра значи сега предпразливо. крупната риба е на јадица закачена, сега треба ама, внимателно мора да не предпразливо, да да, не излезе внимателно, некаде. да, Да. Така е. Така е. Со оглед на тоа дека Вагањан на тој турнир, да кажеме почитувани гледачи, ја имаше својата животна партија. Значи, победата против Решевски со црни фигури е антологиска партија која што е влезена во сите книги каде што се играни најубавите шаховски партии воопшто во историјата на шахот. И воопшто и тој турнир, значи имаше многу убави партии воопшто. Карпов, да речеме, победникот, во своите зборници има дури 4 партии од Скопскиот турнир. С 4 своја остварувања. Значи Вагањан ја одигра за животната партија, а Иванче Георгиевски си го победи Вагањан. Одиме понатаму. Б4, дама D6, А3, гледате, белиот нема практично што да игра. Крал G7, а црниот методично застилува. Топ D3 и сега E4. Топ H3, се разбира дека ништо нема од еден шах на H6, дама E5, дама H6 шах, крал G8, ловец B3 и сега конј G4. Со темпо повторно ја напаѓа дамата, C5 шах, тоа би реколо светнички предсмртен шах, крал H8, дамата зема на G6, но ништо не се заканува, затоа Ванчо Георгиевски зема на F2 и го напаѓа топот на H3, кој што пак мора да стои на H линијата затоа што ја брани дамата, топ H5 и сега дама F6. Да понудиме замена. Белиот не сака, но последниот потек топ G7 и црниот се разбира веќе е време за предавање и Вагањан тоа го прави. Значи една незаборавна би рекол Ванчо партија, победа. Да, и тоа за долго сеќавање. Не да долго, мислам, ја у самиот момент кога он ја подаде раката да ми честита, јас се уште бев некако као така у еден транс и наеднаш слушнав силен аплауз дека беше кажувам дека секогаш пуна беше салата во домот на млади. Да. И кога обично на шах или тишина, кога се слушна тој аплауз, сите стана да видат што се случи. И тоа одекна и медиумите сите одекна као сензација таа победа моја, нели? Една мајсторски игра да победи еден шахист што е меѓу првите 10 во светот. Ванчо, ти благодарам многу, ни помина времето за жал. Еве го пречекоривме 5 минути, не можевме покуси да бидеме. Да. Во некоја друга прилика ќе направиме. Благодарам на поканата и ви посакам секако. И секој добро и сега за БМ да бидеш успешен. Верувам дека ќе бидеш успешен. Па да види. Си направил одредена пауза, ама верувам во тоа. Да. Почитувани гледачи, тука е крајот на нашата емисија. Повелете во 64 и следната седмица. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатен ден.